Дел од судиите и судските службеници кои беа неправедно обвинети во случајот Јустиција се вратени на работа. Неофицијално, првиот работен ден од минатата недела административците го поминале чекајќи по ходници бидејќи судот не знаел каде да ги распредели. Од кривичниот суд за 1 ТВ ја потврди информацијата дека судиите се вратени во одделот за прекршоци, а службениците се распределени во оние оддели во кои имало потреба од дополнителни работници. 7 судии од Тетово, Куманово и Неготино кои ги заменуваа своите колеги додека беа на суд, уште пред 2 години повторно биле вратени во судовите каде што претходно постапувале. Ви информираме дека двајца судии кои беа опфатени со предметот во јавноста познат како Јустиција, а во меѓувреме не им беа исполнети услови за заминување во пензија, со одлука на судскиот совет се вратени на работа во основниот кривичен суд и веќе се распоредени да постапуваат во прекршочниот оддел. Што се однесува до службениците, сите службеници се вратени на работните места и постапуваат во оние оддели во кои има потреба од дополнителни службеници, се со цел да не дојде до никаков застој во работењето на судот. Адвокатот Звонко Давидовиќ, кој пред Битолскиот суд бранеше двајца судии, за 1 ТВ вели дека се уште нема одговор на оние кои го покренале овој судски предмет. Еден од неговите клиенти е вратен на работа, додека другиот веќе е во пензија. Едниот судија е во пензија, едниот е вратен на работа. Дали имате побарано оштета? Не, за тоа ќе се консултирам со моите клиенти, па ќе преземаме действија понатаму, но нема одговорност на оние кои го покрена овој судски предмет, а тоа е дел од членовите на судскиот совет и тогашните председатели, односно председателот на Основниот суд Скопје 1, сега Кривичниот суд. И покрај тоа што адвокатите на ослободените судии најавуваа дека ќе бараат оштета за нив, се уште до Министерството за правда не пристигнало ниту едно барање за надомесна штета. Случајот Јустиција е нотиран и во извештајот на Европската комисија, бидејќи покрај судскиот имунитет на кој некои од судиите се повикале, тие биле преведувани и им биле определени мерки на предпазливост наместо притвор. Интересен момент беше што дел од обвинетите судии, наместо да се борат за правда, одлучиле да го признаат делото. Во полициската акција пред 5 години која МВР крсти Јустиција, беа уапсени 14 суди и 11 судски службеници, а беа обвинети за несовесно работење и наводно со тоа го оштетиле буџетот за 1,3 милиони евра.